Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Живееме во време кога Македонија ја има се помалку, а сиромаштијата се повеќе. Живееме во време кога за само 20 дена секое македонско семејство се задолжува за нови 200 евра од оваа иста влада која ги покачува цените на струјата и парното кое го има се помалку. Живееме во време кога корупцијата е широко распространета, кога криминалот се простува, кога судот и обвинителството испорачуваат хајки, а криминалците и се смеат на правдата во лице. Пазарџискиот менталитет е всеприсутен. Во односите со Бугарија, во проблемот со застојот на евроинтеграциите, на домашната политичка сцена, го гледаме овој пазарџиски менталитет. На реалниот човек се тоа му предизвикува чувство на гадење, а илјадници семејства се будат и легнуваат со чувство на несигурност за својата иднина. Цените по маркетите вртоглаво растат, но не и платите. Владата не само што нема план, туку само купува време со истите смешни флоскули. И се тоа представува навреда на колективната интелигенција на народот. И секогаш, како по учебник, кога државата ја туркаат пред нов пораз, прстот го вперуваат кон сите други, освен кон самите себе. И не е прашање дали, туку колку Македонија ќе губи. Нивната политика не е само деструктивна во поглед на уништување на се досега што е сработено од сите минати влади. Туку тие го уништуваат и духот на народот, неговата самодоверба и уривање на вредностите во кои нашата нација непоколебливо верува. И нема поголема обврска во мојот живот од таа да се спротиставам на она што се нарекува разградување на нашата колективна свест, уништување на иднината на цели генерации македонски граѓани, систематско обезличување на нашата Македонија. И во име на тој долг, кон сите мои сонародници, пријатели, граѓани, и во име на сериозноста на времињата во кои живееме и на иднината која мора да ја обезбедиме, денес заседаваше Централниот комитет на најголемата политичка партија ВМРО-ДПМН, која го избра новиот победнички извршен комитет на партијата, со кој што очекуваме да извојуваме убедлива победа на следните предвремени парламентарни избори, кои што мора да се случат. Ова е извршен комитет кој е засилен и проширен со луѓе со интегритет и докажани професионалци во својата област, како и нови луѓе на кои им се дава шанса, продолжувајќи го трендот на давање шанса на нови генерации во политиката, кои ќе имаат за задача да се борат за принципите на ВМРО и да ја оправдаат довербата од народот, која е наша најголема обврска. Во составот на извршниот комитет се дава шанса и се мобилизира интелектуалната сила во општеството, која има за задача да ја прошири нашата заложба за промени, кои се чувствуваат и кои започнаа по локалните избори и мора да бидат комплетни по промена на централната власт. Избори и нова влада за нова иднина за Македонија. Ова е извршен комитет кој мора да преземе улогата на оформување на сериозен и широк народен отпор против власта која уназадува земјава и шансите за напредок на секој поединец. При прилагањето на овој состав на извршниот комитет се воде според потребите на државата, отпорот кој мора да се организира и промените кои мора да се случат за да државата излезе на прав пат и со иднина каква заслужува. ВМРО-ДПМН добива двајца нови подпредседатели. Тој е Тимчо Муцунски, кој е универзитетски професор на правниот факултет Јустинијан I и градоначалник на општина Аеродром, кој извојуваше убедлива победа уште во првиот круг. Муцунски дел од своето образование го има стекнато во Соединетите Американски држави и Канада и беше заменик министар за информатичко општество и администрација. Муцунски беше и пратеник во Собранието на Македонија, како и секретар за меѓународна соработка на ВМРО-ДПМН.
Нов подпредседател е и Гордана Димитриевска Кочовска, која е магистар по економски науки на Универзитетот Кирил и Методи. Претходно работела во Стопанска банка, во Македонски телеком, во секторот на даноци, во Министерството за финанси, во секторот за јавен долг, а во еден одреден период беше член на управниот одбор и директор за финанси во АД Електрани на Македонија. Подпредседатели на ВМРО ДПМН продолжуваат да бидат досегашните Владо Мисајловски и Александар Николовски, борци против оваа неправедна власт. И сметам дека ова е добар тим, кој фаќа повеќе области, релативно млади луѓе со богато искуство позади себе. Генерален секретар продолжува да биде Ѓорѓе Сајковски, доктор по историски науки. Сајковски е долгогодишен член на ВМРО ДПМН, пратеник во сегашниот состав на собранието. Неговата задача е организација на партијата и подготовка за предвремени парламентарни избори. Нов член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН е аналитичарот и долгогодишен граѓански активист Сашо Клековски. Неговото искуство е 20 годишна работа на раководни позиции во граѓанскиот сектор. Тој е прв извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Од 1998 до 2008 година е застапник на Македонската развојна фондација за предпријатија. Тој е прв копредседател на заедничкиот консултативен комитет на граѓанското општество меѓу Европската унија и Република Македонија за период 2009-2010 година. Нова членка на извршниот комитет на ВМРО ДПМН е и Маја Кадиевска Војновиќ, поранешна вице-гувернерка на Народна банка на Македонија. Таа е магистар по економски науки и предавач на Американ коледж. Била дел и од дирекцијата за монетарна политика и истражување. Беше председател на Комисијата за решавање по жалби од областа на пазарот на харти од вредност, како и експерт за анализи за макроекономските текови на државата. Во овој состав на извршниот комитет влегува и угледниот доцент доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија, доктор која изврши првата трансплантација на бубрека и дете во Македонија. Тој е председател на Сдруженијето на детски хирурзи на Македонија и член на Европско и Светско сдружение на детски хирурзи. Нов член на извршниот комитет е и докторот Мевмет Џафери од Маврово и Ростуша. Инаку наш кандидат и победник на претходните локални избори, но поради услово за цензус се уште не е градоначелник на Маврово и Ростуша. Тој е угледен доктор од оваа општина и активист на ВМРО ДПМН, хуманист и професионалец во својата област. Војно во проширувањето на извршниот комитет се водеше сметка да се даде шанса и на кадри од партијата кои ќе бидат новата сила, која ќе донесе свежина и надоградба на нашата битка за промени. Нови членови на извршниот комитет се и пратениците Ели Панова, која доаѓа од Струмица, Миле Левков, пратеникот кој доаѓа од Кочани. Двајцата се со завршен правен факултет, доста активни пратеници во овој парламентарен состав и со долгогодишен минат труд во ВМРО ДПМН. Нов член на извршниот комитет е и Луке Галески, актуелен директор на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН од септември минатата година. Тој има завршено правен факултет, Јустинијан I, специализирал и е со повеќе годишно искуство од масовни медиуми и корпоративни комуникации. Претходно работел и како советник во владата, беше дел од мојот кабинет како председател на ВМРО ДПМН. Тој е инаку актуелен советник на ВМРО ДПМН во градот Скопје. Од вечерва, нов член на извршниот комитет е и актерот Зоран Љутков, кој од Велес, каде и председател на Советот на општината. Работи како актер во Драмскиот театар, има за себе повеќе препознатливи и успешни телевизиски театарски улоги и признани. Нов член на извршниот комитет е и Марија Митева, актуелна портпаролка на ВМРО ДПМН. Таа е секретар на меѓународна соработка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, инаку магистар по деловно право.
Воедно, членови на извршниот комитет остануваат да бидат и досегашните. Пратениците со сериозно политичко искуство Антонио Милошовски, Дафина Стојановска, пратеникот полковник Драган Ковачки, кој е полковник во армијата, членка на извршниот комитет продолжува да биде пратеничката Рашела Мизрахи, докторката и пратеник Олга Лозановска од Битола. Во извршниот комитет останува и професорот Трајко Славевски, кој е и председател на Советот на град Скопје, како и човек со богато искуство зад себе, Владко Ѓорчев. Градоначалникот на Охрид, доктор Кирил Пецаков, како и докторот Марија Андоновска, кој е и координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во градот Скопје. По функција, членови на највисокото извршно тело се и председателот на Унијата на млади сили, Сергеј Попов, председателката на Унијата на жени, Жаклина Пешевска, и првиот човек на Унијата на ветерани Манија Ковлевски, како и координаторот на пратеничката група Никола Мицевски. Нов секретар за меѓународна соработка е Стефан Андоновски, кој е актуелен советник во град Скопје, а нов шеф на мојот кабинет ќе биде Владимир Неловски. Почитувани, сакам да се заблагодарам на членовите на минатиот состав на извршниот комитет, а на чиј труд и ангажман се надевам на други важни позиции на партијата. Воедно, во периодот што следи, ќе посветам внимание и на зајакнување и проширување на тимот на моите лични стратешки соработници. Поминавме многу заедно, а не чекаат и многу значајни битки за промени и во времето кое предстои. Овој состав на извршниот комитет е сериозна додадена вредност на нашата задача да ја промениме реалноста за која говорев во првиот дел од говорот. И неспоредливо, покомпетитивен од најкомпромитираниот истрочен состав на актуелната влада. Заедно со новите градоначалници на ВМРО ДПМН покажавме дека можеме да се менуваме. Имаме сила да ги движиме работите и дека заедно ќе победуваме со сериозен потенцијал кој го имаме и кој доправа ќе го мобилизираме. Ни покрај таквите првенствени задачи имаме и други актуелни предизвици и теми за кои како општество мораме да зборуваме. Потребата од намалување на бројот на пратеници од 120 на 90, заштедување на парите на граѓаните, пофункционален парламент и функционална демократија за една изборна единица со праг кој заеднички ќе го договориме. Содржината на разговорите за спорот со Бугарија, заштита на државните интереси, како и пред се да му помогнеме на народот кој тоне во сиромаштија. Повеќе од кога било порано верувам дека ќе успееме да се избориме за промени кои за сите нас ќе обезбедат иднина каква нашиот народ и нашата татковина заслужуваат. Ви благодарам.